Оваа година ние веќе ги доделивме средствата, односно ги исклучивме договорите за финансирање на планските региони. Останаа за специфичните подрачја и села кои што поради почеток на кампањата не сме во можност да ги поделиме средствата, но комисијата ревносно работеше и веќе се знаат кои се проектите, само треба да се донесе финална одлука на влада. Годинава за разлика од лани се за нијанса зголемени средствата, но пак за разлика од неколку години од 3,5 милиони, лани на 7, годинава на 8 милиони, навистина имаме постојано зголемување на средствата. Не се доволно, треба да се многу повеќе, меѓутоа тенденцијата е на раст. Се надевам дека и во следниот период ќе расти со забрзани стапки. Она што го предвидовме како министерство, како министер во новиот закон, покрај финансирањето на специфични подрачја и села, воведовме во законот 20% средствата додатно финансирање на урбаните места, бидејќи сега градовите беа запоставени од финансирање од страна на државата, претежно бевме насочени кон селата и затоа со новите измени кои што ги планираме, сметаме дека треба да вложиме значителна сума на средства и во самите градови за решавање на проблемите на граѓаните кои што живеат во град, за урбаното население. А имаме навистина големи проблеми од загаден воздух, од комунални проблеми, од спортски содржини кои што недостасуваат и така натаму. Навистина ова стимулира поддршка на туризмот во Валандово и едно каче за рекреација на валандовчани да се издишат од секојдневните проблеми. Она што го видов е на неколку метри се некоја нова содржина и навистина се планирало и благодарност и до архитектите. Ова сега ни дојде да размислување да секоја година ние како министерство треба да ги наградиме најуспешните и најинвентивните проекти, бидејќи ова испаѓа во категоријата на еден од таквите и младите архитекти од Валандово сето ова го осмислиле и тоа е за поздравување, треба да го знае цела држава.